Времето како да застанало на железничката станица Табановце. Од неа дури и пеш може да се стигне до границата со соседна Србија, но таа е многу далечна за македонските патнички возови кои не возат преку граница. Порано патнички воз имаше и од Скопје до Табановце, но сега е укинат. Сирените на патнички воз овде на станицата во Табановце одамна не се слушаат. Целосно е вопреќен патничкиот сообраќај кој што ги поврзува Северна Македонија со Србија. Тука велат најголем проблем се локомотивите кои што не достигаат. Затоа можат да се забележат само товарни вагони кои што чекаат да бидат транспортирани до границата со Грција. Ништо подобро не е ни со товарниот сообраќај. И оние малку кои ја преминале границата со часови чекаат локомотива. Речиси сите локомотиви се за сервисирање. И ние цело време добиваме континуирани молби од страна на грчките пристаништа да малку ги се збијат редовите, да огромен број на локомотиви за жал мора да минуваат низ Бугарија, па и низ Хрватска преку риека, поради тоа што Македонија нема капацитет на локомотиви во овој момент да ги прими тие. Локомотиви има, меѓутоа години не биле сервисирани тие и моменталните активности на железници транспорт, иако говорам во нивно име, е да со сите можни напори, крајни напори да се оспособат оние постоечки локомотиви, да можеме како држава да имаме економски бенефит од транспортот, од транзитот на овој товарен сообраќај. На станицата во Скопје возови има се поретко, само по неколку во ден. Дел од возовите често доцнати по неколку часови, а дел возат и со 20 км на час. Од друга страна пак македонските власти најавуваат изградба на брза пруга, на која ќе се вози со 200 км на час во патничкиот и 120 км на час во товарниот сообраќај. Владко Саздов е градежен инженер кој 3 години бил тим лидер на стручен надзор на проект, кој е дел од српската железница. Порано работел во македонски железници и вели дека брза пруга е неопходна. Да, ако не се изгради би останале изолирани, затоа што со самото тоа што пред малку што кажав дека Србија го гради и коридорот за поврзување со 4C, односно Ниш Димитровград преку Бугарија, со тоа на некој начин ние би останале изолирани. Мислам дека треба да го фане последниот воз за да можеме да го реализираме тој проект. Брза пруга засега идеја, проект нема. Проекциите се дека би чинела 8 до 12 милиони евра по километар, а околу 210 километри би требало да бидат готови за 8 години. Размислувањата за трасата одат во насока да е поисточно од сегашната на коридорот 10. Има две решенија. Првото решение би било да биде на постоечката траса, која што па во тој момент би го стопирала целосно сообраќајот, што лично според мене не би било добро решение. Подобро решение да се реконструира, рехабилитира постоечкиот сообраќај од север до југ, а паралелно да се направи целосно нова траса на нова брза пруга. Железници лани одбележаа 150 години од првиот патнички воз кој бил од Солун до Велес. Сега нема ниту воз до границата со Грција и преку неа. Во Србија, како дел од коридорот 10, веќе е пуштена брзата пруга од Белград до Нови Сад. Готова е и пругата до Суботица, а во почетна реализација од Белград до Ниш. И Грција е во напредна фаза, но Северна Македонија заостанува, за да го заокружи поврзувањето на Будимпешта со грчките пристаништа.